Многумина браќа и сестри кои ќе слушнат една изрека од отците и се фаќаат за неа и видите како само таа да постои затоа што рекол светител на црквата нешто. И ако таа случајно е во некоја противставеност со некоја изрека што рекол друг светител, тогаш за нив е тоа необјаснливо или раѓа потреба за борба меѓу тие два светители. Меѓутоа, во црквата Божија не се секогаш сите работи разјаснети до таа мера во некој паденка и од црквите да имаме потполна теолошка доверба. Односно, во црквата се испитува. Црквата постои многу векови. И во тие многу векови се прогласени светители многу луѓе. Меѓутоа, не значи дека нема isprotistavenosti помеѓу тие луѓе. А тоа значи дека не значи еден што ќе каже пак дека се е правилно, а ако случајно тоа е спротиставено на друг светител, дека тоа е погрешно. Ова сето ви го кажувам зашто денеска славиме еден светител од аскетската наобразба на црквата, а тој е Свети Јован Лествичник. Многу повеќе тој, така да речем, навикнати се теологијата да земат како примерна наука во црквата. И тоа не е погрешно. Меѓутоа, не треба да се отфрлаат и другите искуства. Затоа што црквата има и ова аскетско искуство. А што е разликата меѓу теолошкото и аскетското искуство? Теолошкото искуство исто така на некој начин е аскетско искуство. Зашто во црквата без подвиг невозможно да се стигне до вистината. Меѓутоа, некој од отците нема друга наобразба, не читаат. Дури аскетските отци од 4 век дури и Свето писмо не читале. Сметајќи дека тоа ќе им биде откриено од Господа Бога. И сите вистини ќе им бидат откриени од Господа Бога. И на вистина, многу вистини си им се откриени. Тоа што стекнале близина преку аскезата што ја доживеале. Меѓутоа, тоа не значи дека се им е откриено пак само на аскетските отци во црквата. Лепеза е црквеното учење. Гледате на блаженствата кои денес ги читавме во Евангелието, една цела визија за светот е поставена, е токму до овој светител кој денес го славиме Свети Јован Лествичник. Позната е таа книга Лествица, или ако ја преведиме, значи скалило, и низ тоа скалило, 33 скали, се покажува духовниот развој на човекот. А кај почнува? Почнува токму на нивото на блаженствата. Блажени сте бедните во дух, зашто нивно е Царството Божие. Тоа значи без смирение нема духовен развој. А смирението што е? Црквениот човек кој го пробал, само тој може да го знае. Ке се каже, може би, во последното блаженство
врвот на смирението што е. Меѓутоа, уште сега го чувствуваме и го осеќаваме на почетокот. Да биде смирен човек, значи сите дејства против него да ги остави простени, да ги остави незабележани од него, во смислот забележани, регистрирани, ама не вратено по цената која може би некој друг човек ќе рече дека заслужува. Без таков почеток невозможно да се движи човек во духовниот живот, зашто секогаш сите други ќе му се виновни, а тој самиот ќе да биде виновен за ништо. Меѓутоа тоа нема духовен живот. Духовниот живот не продуктува самите да бидеме виновни за се. Дури и за оне што не сме го направиле. За најголема доблест овие аскетски оци го сметаат тоа да бидат изложени на критики за нешто што не направиле. Нема поголема доблест од тоа напредок духовен, а да не возвратиш нали. Мачка што е мачка ќе ги ископа очите ако ја допирнете на незгодно место и ако смета дека треба да биде во самоодбрана. А човекот е толку поголем од мачка или од друго било кое животно што во тој момент ќе знае дека не треба да реагира на таков начин на самоодбрана. Тоа не учат овие аскетски оци кои тоа го проживеале и го доживеале. Второто блаженство, блажени се оние кои плачат зашто ќе се утешат. После покајанието следува плачот, затоа што плачот не е само во солзите, иако најмногу се ливе сега во солзите. Плачот е во самото покајание. Кога човек е свесен дека сгрешил, тој е плачот. Може да не сгреши, а сгрешил. Покајанието го носи плачот. Кратко ги поминам овие стадиони, за да стигнам поскоро, зашто ограничено ни е времето за проповед. Блажени се кротките, зашто ќе ја наследат земјата. Не да бидат кротки, тоа не знам како оние барби кукли, да може да ги штипне човек и да овие да кјутат, да монстрат или да му се насмеат. Не таква кротост, не проповеда црквата безсловесна кротост. Колку да му се допаднеш на некому. Меѓутоа кротост во смисла да бидеш незлобив. Да не сакаш да запамтиш оној грев кој ги ја направи од другиот. Тогаш си незлобив, ама и кроток истовремено. Зашто имаш причина. Ако се гледа човек по законот еврејски или Стариот Завет, кој го викаме, се тоа е дури дозволено. Ама Христос на нов пат не тера. Тој пат го изодеа оците пустински, токму по овие блаженства. Зато ги читаме блаженствата, на овој еден од најголемите оци на пустината, Свети Јован Левчевиче, кога е неделата на Свети Јован Левчевиче. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Која правда на овој свет? Ке слушате, нема правда, нема мир. Ама чија правда? На тие што си ја запишале, таква ќе им биде правдата. Кога ќе сакаат да спроведат Божјата правда, а таа ни е одавна позната, одавна опишана. На неа секако треба да имаме поддршка. Ама на правда, која ја пишуваат во канцеларија, што се вика некои правници, и велат ваков ќе биде законот, ваков или онаков ќе биде законот.
вреди често пати дори да размислуваме. Ова не значи непослушност и не советувам да не се покоруваме на правните норми. Тие се некојаш обавезни. И не само показната, туку често пати може би и затворска казна да носат. Меѓутоа, се што не е согласно со Евангелието, ние христијаните длабоко размислуваме колку е праведно. Некојаш и друг пат сум спорувал за тоа. Во 3 сатна сабајле, да кажеме, црвен е семафорот, а гледат од сите страни далеку, се гледа дека нема возило. Треба ли да стоите или треба да поминете? Прашање големо, дилема голема. Ако поминеме, ќе го прекршиме законот. Ако не, ако застанеме, ќе видиме луди сме, застанале во една ситуација во која од сите страни се гледаме себе си дека личиме на лудаци да стоиме во таа ситуација. Ако тоа подолг семафорот, имаме повеќе време да се смислуваме. Ова не ви го кажувам да бидеме непослушни на законите, но токму ова која е разлика меѓу правдата Божија и правдата што ти ја права одредени луѓе. И си е гласаат и таа станува правда. Не за таква правда ни зборува блаженството. Туку гласен и жеден за правдата Божија човек да биде. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Што е тука нема говор за нешто нелогично. Не можеш да бараш од Бога, да бидеш помилуван, ако самиот немаш милост кон другиот, кон ближниот. Можеш да имаш милост за да бараш милост. Ако не ќе бидеш како воне во Евангелието, кој доби милост таму каде што беше должник, му ги скина записите за долгот и тој одите по 100 пати помали приноси ги побара од неговите должници. Тоа е карикатура дури на животот човекот, кој ќе ги размисли човек сите работи. Него главниот долг му е простен, тој оди некои ситници таму, не ги простева кај другите. Токму е ова, значи, важно да се биде милостиви кон другите, кога е Господ милостив кон нас. Сега, петото блаженство е многу важно. Блажни се чистите по срце, зашто тие ги го видат Бога. До сега 4 блаженства имаме, не значи дека ќе го видиш Бог. Дори ова пето блаженство обезбедува Бог видение. А тоа е чисто срце, а тоа значи дека очистен од страстите човек ќе биде. Ако е уште заробен во страстите, тешко ќе го види Бога. Односно, не познам да го види Бога. Е многу љубоможен по однос на тоа. И затоа не ми се покажува на сите. Може на сите да им се покажа. И сите ние на некој начин имаме чувство за Бога. Ама тоа е останува на ниво на чувство. А да го видиш Бога, да комуницираш со Бога, да бидеш во потполно заедница со Бога, тоа е само оние кои се со чисто срце. Со чисто срце, велиме се тие кои се со исчистени страсти, да нема нешто да ги влече кон друга страна. Тоа значи истичен страст. Ако не е исчистен страсти, тоа го влече. Да кажеме, некој човек кој, не знам, желба кон материјалното богатство повеќе,
nekako vliči ta strast i to ne može da je očiti to lesno. Potrebna je borba za ta strast. Blaženi se mirotvorcite, zašto tijeki se narečat sinovi Božji. Така я почнуваме литургията, скоро и денеска така по-мир на Господа да се помолим, защото човек кога е разбранува, той и разсеян исто време. Ама Господ сака во мир, односно во складност, да можеме да му се обраќаме нему. To znači, ako mi je umot na drugom mjestu, a mu se obraćam pritoja na Boga, kako će možem da je ostvaram zajednice sa Boga? Zato mi je potreban mir i natrešen, mir i v okolinata, mir i vo celiot svet. Nekoliko vojni se vrlo svetот i повеќето луѓе се разбранувани за тоа, ама што ќе биде, дали ќе биде Трета светска војна, дали ќе биде нешто друго, дали ќе биде економски кризи или не знам што. Зато се молиме за мир и зато го поцакуваме и зато е на толку високо равниште мирот. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е Царството Небесно. И стигнуваме скоро на крајот свет и он летеше на 33 скалила и го поделил тој духовен живот. Овде се на многу помали, како да прескокнува човек неколку скали, по 4-5 скали, за да се качи на скалата на Свет Јован Летефичник, затоа што таму во многу поголеми детали се опиме. Тоа е на крајот, некаде при крајот на блаженството, при крајот на духовниот живот. Тоа е токму блажени сте вие кои сте прогонувани заради името Христово. Затоа толку важно место имаат мачениците во црква. Знаете, може не прочитаве ни една книга, не кажаве ни еден добар збор, мачениците впечатлив збор, вел не добар впечатлив збор, студентски го повторуваме. Не ги познаваме нашите ритуали. Меѓутоа, нивното дело го познаваме, зашто тие се гонети заради Христа. Има поголема врвот ни кажува, блаженството ни кажува дека тоа е врвот. Да биде гонет човек заради името Господово. Затоа толку и почитува мачениците. И на нив е основана, велиме, и црквата председна нормално на Христа, меѓутоа во продолжение на верата на мачениците. И затоа и ставаме во престолот или во антимица што тоа служиме, мошти од светите маченици. Токму затоа што сме благодарни на тие кои го дали животот. Значи, заради Христа, не да би било што, го дали животот, не мачени човек по која мера ако загине и ако губи животот. Важно е тоа да биде заради Христа, како што не вели ова блаженство. И последното блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови лажно заради мене. Значи, предпоставка и услов е секој да бидат лажни. Ако се вистински тие зборови, никаква награда нема ова највисоко блажен човекот. Но ако тие се отлобени зборови лажни, заради да го омаловажат некога или затоа што треба да го осудат некого поради тоа учење кое го има и кое го живе, тоа е највисокиот
стадиум кога во суштина ми возвраќаме со мерата во која би позратил човек кој не го знае ова правило. Друг човек би се брал природно. Ја спомнавме мачката што е, таа би се брала природно. И секој животно кој ја гледате, нападне го ќе се брани. Меѓутоа човекот е затоа голем. Затоа што нема да се брани во ситуација кога е најнормално може да се брани. Кога ја гледаш цела природа да се брани. Но ние токму по тоа сме дури. И ако некој рече во што е разликата меѓу вас животните, ние можеме да не се браниме кога сме нападнати. Не, кога сме нападнати од мечка да не се браниме. Туку кога сме нападнати од луѓе да не се браниме, зашто одбраната ни е токму во овие зборови. Господ ќе ни даде утеха во свое време. Одма може и нема ни потреба одма, меѓутоа во свое време ќе ни даде утеха. Ете, браќи и сестри, во суштина, тоа е големото значење на некои од аскетските оци кои токму овие блажен за нас, кои ги дава Христос, ги провериле ни собствениот живот. Ни ги покажале на сите нас дека се можни да се извршат истите и дека штом се извршат, се добива наградата веќе на онаа која не ја дава Господ. Затоа ви посакувам на сите да не ги делиме оците по тоа што некој е аскетски, некој е теолошки повеќе надарен, некој во нешто друго има дарови, туку да ја наоѓаме целината и смислата. Целината и смислата се црпи од Евангелието Господово и секоја согласност на учењата, аскетски, теолошки. Сека проверка, значи, треба да биде преку Евангелието Господово, кој нека ни биде на сите нас патукас во животот во сите времења.